дозволете ми како прво да ви го честитам големиот верски празник Пресвета Богородица, кој што жителите од селото Секирник го празнуваат како селска слава. Не случајно овој ден е одбран за овој голем настан. Во 2010 година, по иницијатива на раководството на културно-уметничкото друштво Русалии, заедно со сите негови членови, се донесува одлука за отпочнување со оваа единствена манифестација Средба на Русалии, која оваа година е 9-та поред. Мисијата има цел да се зачуваат русалијските игри, обичаи, традиции и фолклор. Русалиите од Секирник негуваат автентична традиција во фолклорот, музицирањето и обичаите, наследени од нивните предци, кои после Балканските војни во 1913 година со прогонот од Кукушко се населуваат на овие простори, вклучително и во Секирник. Општина Босилово и јас лично како градоначелник несебично ќе се залагаме да продолжиме понатаму и уште поинтензивно да ги продолжиме ваквите манифестации. За таа цел, Советот на општина Босилово оваа година одвои сума од 100.000 денари, со што докажуваме дека така, тоа е навистина така и дека така ќе продолжиме. Па ние ова ноќ можеме да кажеме дека сме презадоволни, бидејќи и сами бевте сведоци дека програмата беше изворедно, а публика имавме, значи, можеби една од најпосетените од сите овие 8 во веќе 9-та средба, но ние сепак ќе дадеме акцент на нешто друго. Тоа што беше заложбата, што беше иницијативата за зачувување на русалиските игри и обичаи. Значи, ние секоја година се трудиме
ако минатата година имавме, да кажеме, 4 русалийски групи, ова година имаме 5. Значи, не успеавме, можеме да кажеме дека веќе мисијата е деломично успешна, тука нема да застанеме, ќе продолжиме. За прв пат ова година имавме, да кажеме, една група која е со вековна традиција на русалиството, тоа е Богданци. И еве и тие на некој начин беа испровоцирани, односно нашите заложби родија со плод и после 8 години еве и тие најдов за сходно да дојдат. Значи имаме ние на Повидок, соработуваме и имавме гости на ова година од Кофалија, од Беломорска Македонија, како што милуваме ние да кажеме, или од Егејска Македонија. Тој човек е од центарот на русалиството во Енџе Вардар, тука помеѓу Енџе Вардар, Кукуш, нели, во Кофалија. И тие исто така негуваат русалиски игри, традиции, обичаи, но ова година е, како и претходните години, нешто некако не успеваме да донесеме група, но веќе се надеваме дека самото присуство на овој човек, бидејќи човекот е еден од ретките македонци, да кажеме, пород, кој таму има соберено безброј изворни песни и тој ги негува. Како самиот рече, може би половината, самиот број не го знае колку има објавено, а уште колку има необјавено, значи тој се знае и ми дава за право од тука да кажам дека со негова помош ние ќе стапиме во контакт таму со тие русалийски групи и може би следната година или наредните години ќе направиме усилба и од таму да дојде уште некоја група. Овие след би се доказ дека русалиството е живо токму во овој регион. Па тоа беше, нели, да не се враќаме назад, нели, иницијативата, да кажеме, пред 15-20 години, а поготово пред 15 години, кога замре русалиството, да кажеме, на најниско ниво, кога станавме сами единствени во Македонија по републичките фестивали, и тогаш бевме ние принудени, односно испровоцирани, да преземеме нешто, бидејќи знаете како е, кога останува сам веќе како да те нема, нели? Тоа и во други прилики сум го кажал и пак ќе го повторам и стално ќе го повторам затоа што и тоа е вистината, на пример. И ако ние организиравме овие средби, јас сметам дека и можеби и ние ќе се усипавме, а камоли да направиме овие контакти што ги имаме сега со русалиските групи од Петрич и Меравци и Богданци. Еве во Гевгелија исто така веќе луѓето работат на тие проекти и можеме слободно да кажеме дека значи нашата мисија веќе е успешна бидејќи 9-та година поред, до година е јубилеј, мал јубилеј 10 години и се надеваме дека ќе бидеме помасовни и ќе за задоволство на сите и на нашата публика и на нашата држава и нашата република. Мораме да бидеме задоволни бидејќи нашиот дострел, да кажеме, е успешен, нашата мисија е успешна.